Што се случило со апостол Павле по неговиот говор во Синедрионот, кој што го поделил на половина ова највисоко законодавно и управно тело и судско тело, највисоко судско тело, че тогашен врховен суд на Израел. Го поделил на два дела, бидејќи тој и така се состоел од фарисеи мнозинство и од садукеи малцинство, но од редовите на тоа малцинство се бирал првосвещеникот, значи садукеите имале таа привилегија, но фарисеите биле помногу бројни и од нивната партија потекнувале сите оние наречени законици или книжевници во Евангелијата, оние кои што биле, оние рабини кои што биле овластени од Синедрионот да го толкуваат законот. Значи, овластен да го толкуваш законот. Не било кој, туку закониците, книжевниците. Тој како некој теолог, замислете, но не е доволно тоа што е теолог, што завршил теолошки школи или не знам што, или докторати, туку уште да има и некој документ, некоја лиценца, дека тој е овластен да го толкува законот. Тоа биле тие книжевници и тие потекнувале од фарисеите. Тие верувале, како и фарисеите, значи и во ангели, и во духови, и во воскресение, а садукеите не верувале во ништо од сето тоа. И заради тоа Павле со тој говор успеа да го подели Синедрионот на два дела. Нема да ги читаме сите настани што се споменати после тоа, но можеме само да нафрлиме некои кратки информации. Тоа се случува се во Ерусалим. После тоа, ако се сеќавате, ако не, може да се подсетите читајки, значи по дела, од дела 23 глава натаму. Сега треба апостол Павле, бил под власта на римскиот заповедник, да биде префрлен од Ерусалим во Кесарија, значи на брегот на Средоземното море, бидејќи таму било седиштето на римската управа на провинцијата Јудеја. И таму требало да биде држано во затвор. Таму требало да му биде официјално судено од страна на римскиот наместник, тогаш Феликс, во тоа време. Зашто станува збор подоцна во 24 глава. Каде што се споменува Феликс, меѓутоа на патот до значи да биде испратен од Ерусалим до Кесарија под римска стража, се случува секова еден заговор против апостол Павле, кој што можеме слободно да го наречеме заветот на ѓаволскиот пост. И за кој пост станува збор? 20 глава, 12 стих вели, а кога осамна, значи Господ предходно до таму читавме, му се јавува во визија и му вели дека како што се дочиш за мене во Ерусалим, така ќе треба да се дочиш и во Рим. Павле веќе знае дека Господ ќе го испрати во Рим, но ќе има долго време додека стигне до Рим. Во дела 23 глава, мијаѓат пат застанавме и сега малку го допрочитав 11 стих. А во 12 се вели, кога осамна некој, или средниот ден, некои од јудејците се договорија, се заколнаа со заклетва и си рекоа да не јадат ниту да пијат, додека не го убијат Павле. Ево е ѓаволскиот пост. Се сеќавате што беше Господовиот пост, кој што во прекрасни зборови беше објавен во времето на
пророкот и од страна на пророкот Исаија. Да ги прочитаме тие зборови, бидејќи ем се прекрасни и згодни за подсетување, ем на тој начин представуваат еден силен контраст на ѓаволскиот пост. Каде е опишан Господовиот пост во книгата на пророкот Исаија? Да. Исаија 58 глава. И во тоа време израелците имале погрешен пост. Што би рекол Господ за православните и муслиманските пости денес? Еве, за самите израелци, за Божиот народ во тоа време, Господ вели, прво, познатите зборови, викај со сиот глас, не воздржувај се, крени го гласот како труба, укажи му на народот мој на беззаконието негово и на домот Јаковов гревовите негови. Само за Божиот народ сега се зборува. Беззаконието негово и гревовите негови. Како понатаму се опишани овие беззаконици? Тие секој ден ме бараат, замислете. Тие секој ден ме бараат. Значи, овие се подобри од мнозина ноншалантни христијани кои што, како што не подсети и денешната порака за саботна школа, секој ден треба да се молиме на Господа. Колку мили од нас го прават тоа? Овие секој ден ме бараат, вели вториот стих. Значи, овие не се некои кои што ја заборавиле и се откажале од молитвата, им досадила и едноставно стануваат и си го живеат животот како ќе им се кефне. Секој ден ме бараат. И не само тоа, вели, и сакаат да ги знаат моите патишта. Замислите каков израелец е овој лик што е тука опишан. Секој ден го бара Господа и сака да ги знае неговите патишта, сака да ја знае Божјата волја. И сега понатаму продолжува и вели, како народ кој Божем постапува праведно и не ги остава законите на својот Бог, сакаат да се приближат до Бога. И сега Господ цитира некои нивни зборови, што си ги кажуваат меѓу себе. Или може би си ги кажува на своите верски состаноци, на своите богослуженија. Зошто ние постиме, велат, а ти не гледаш? Значи, на Бога му се обраќаат. Може би вака се молеле, буквално, бидејќи ова е во вид на молитва, цитирано. Зошто ние постиме, а ти не гледаш? Ги измачуваме душите своји, а ти не сакаш да знаеш. Зошто, Господе, не одговараш? Зошто, Господе? Еве постиме. Што постиме, значи и се молиме. Зошто Господ не одговара? Еве осадне со и за нас. Постиме ли ние? Се молиме ли ние? Ако постиме и се молиме, зошто Господ не одговара? Тоа го поставувале тогашните израелци, како прашање во своите молитви отворено.
Ете, одговара Господ во 3 стих, кога постите, вие ја исполнувате својата волја и други угнетувате. Ете, вие постите за караници и расправии, и за да ги биете со рака сиромасите. Со таков пост, со каков што постите денес, гласот ваш нема да биде чуен во висините. Таков ли е постот што јас го определив? Човек да ја изнемоштува душата своја во денот кога ја наведнува главата, како трска и под себе постила врекиште и пепел. Тоа ли ќе го наречеш пост и ден угоден на Господ? Еве го постот што го избрав, раскини ги оковите на неправдата, одврзи ги врските на јаремот, и угнетените пушти ги на слобода, и скрши го секој јарем. Раздели го лебот свој со гладните, и бездомните сиромаси закрили ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го, и од крвните сродници не се крии. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора, и твоето здравје наскоро ќе процути. Твојата правда ќе тргне пред тебе, и славата Господова ќе те придржува. Тоа беше Господовиот пост. Но и тука во Исаија е спореден со начинот на кој што постеле израелците. Постеле, се молеле, но не воделе грижа за Божјата волја. Сакале, во се што правеле, сакале да ја исполнуваат својата волја. Колку прецизен опис на Адвентичката црква, уште од 19. век па до ден денес. Колку прецизен опис на целиот христијански свет, исто така. Множина постат и се молат. Овие дури секој ден го барале Господа и сакаат да ги знаат неговите патишта. Секако тоа можно. Сакам да ја знам Божјата волја. Сакам да ги знам неговите патишта. А потоа подолу им вели, вие постите, ама вие ја исполнувате својата волја. Сакам да ја знам Божјата волја, ама сакам да ја исполнувам мојата. Ако сакам да ја исполнувам мојата волја, зашто сакам да ја знам Божјата волја? Ако сакам да ја знам Божјата волја, зашто воопшто сакам да ја знам Божјата волја? Па само заради послушност, се разбира. Сакам, логично е, сакам да знам што е Божјата волја, за да не за ја исполнам. Божјата волја да ја исполнам. По било кое животно прашање, што во моментот не засега. Но сакам да ја знам Божјата волја, а својата да си терам по старо, по своје, својата да ја исполнувам, изгледа многу нелогично. Тогаш зашто ми е потребно знаење за Божјата волја? А Симон Магот, на Кипар. Симон Магот на Кипар. И постои теорија дека подоцна од Кипар заменал во Рим, за таму своите бајачки вештини да ги прави пред императорите Нерон, Калигула, до Нерон, останатите. И нив да ги замајува, бидејќи таму на Кипар, каде што тој бил друг на Кипар, овој, речи го, како се викаше, на беше.
Кој заборавте, треба да го вида. Но Симон Магот, гледајќи ги, Симон Магот отишол во Рим, гледајќи ги делата на апостолите, како го даваат Светиот Дух, мислам Елима се викаше тој, да, понуди пари. И секогаш во историјата на христијанството, кога некој сакал со пари да стекне некоја црковна служба, тоа се нарекло симонија. Тој греф. Со пари сакам да купам црковна служба, се нарекувал симонија. Значи, денес со пари, има луѓе што со пари сакаат да се вработат. Еден албанец еднаш ми кажа, дај ме те молам, преку некои врски, најди ми работа, еден албанец од Сарај, таксист беше. Вика, спремен сум да платам, вика. Се тоа малку звучи нелогично. Спремен сум да платам, за да ме вработат некаде. Денес луѓето плаќаат за разни светски позиции, но во време кога католичката црква имала власт, луѓето се тепале, тогашните политичари се тепале да добијат црковна служба. И мнозина плакале за тоа, дебело плакале за тоа, и тој греф се нарекувал симонија. Споменати во големата борба, во поглавието за Јан Хус, каде што Елена Вајд вели дека тогашниот папа, што му било судено и бил развластен од соборот, Фирентинскиот собор, во 15. век, бил обвинет за еден куп гревови, дури и за гревови кои што се незгодни за споменување, така пишува во цитатот од големата борба, и еден од гревовите бил симонија. Луѓето сакаат да грешат, дури кога исповедаат вера во вистинскиот Бог, и грешната природа е толку суптилна, толку лукава, што си бара разни изговори, како сепак да испадне по мое. Дори ако ја познавам Божјата волја дека е вака, како сепак да испадне по мое, тогаш кога мојата волја не се согласува со неговата. Се кажете, тој проблем го имал и царот Ахав. Мекако кога му го донесоа пророкот Михеј, синот Јемлин, и овој му вели, кажи ни што е Божјата волја, да одидеме да го освоиме храмот галатски против сириците или не. И како му одговори Михеј, се сеќавате, му вели, прво во иронија му вели, да, појди, прво го исмејува, бидејќи ја исмејува склоноста на човечката природа, дури и тогаш кога сака да ја знае Божјата волја, и тогаш кога сака да ја знае Божјата волја, сака да си постапи по својата, не по Божјата. Сака да испадне све по негово после. Ист случај, значи ист проблем го имал и Валам. Зошто Библијата на повеќе места ја истакнува ова особина на грешната природа? Затоа што тоа е и наш проблем денес. Затоа што тоа е проблем на секој човек и на множина луѓе кои што се просветлени, кои што ја знаат вистината, значи кои што се Божји народ, не е надворешни некои незнабошци. Тоа е проблем, бидејќи и Божјиот народ ја има се уште грешната и смртната природа, кај множина верници, исто така, проповедници, водачи, старешини, не е битно на која позиција се наоѓа некој, за да биде кушан.
Не постои имунитет кон искушението од страна на позицијата или титулата или некоја друга особина. Единствен имунитет е силата на Светиот Дух, целосна предаденост на Божјата волја. Луѓето сакаат да постапуваат по свое. Тоа е тежок проблем кој што и ден денес очигледно постои. Најдрастичен доказ за такво нешто представуваат сите оние протестантски бивши цркви, а повеќе не ги нарекувам цркви, кои што отворено и венчаваат хомосексуалци, и ракоположуваат хомосексуалци. Колку луѓето сакаат да им биде по свое. Толку е јасна Библијата против тој грев, значи дори и против нешто што е многу јасно во Библијата, зашто некогаш порано не постоело спор луѓето сакаат и тоа да го изопачат, за да биде пак понивно. И замислите колку се измамени и се уште си веруваат, они се веруваат дека се христијани, дека му служат на Господа, секоја недела идат во црква, држат богослуженија, пеат песни, а отворено, како николаитите, се предадоа на сите расипани беззаконија, страсти, неморал и така натаму. Колку е опасен гревот. И сето тоа започнува од нешто малку. Кога ја знам Божјата волја, а сакам да постапувам според својата, значи и за нешто ситно, и за нешто малку, се всушност започнало со забранетиот плод во Едемската градина. Што греф е тоа? Да каснеш јаболко од некоје дрво. Ами денес не е греф лесбијки и хомосексуалци да ги венчаваат во протестантски цркви. Докај стигнале луѓето. Денес имате верници, некои од нив се можеби адвентисти, бидејќи имаше 20 адвентисти во Американскиот конгрес кои што гласаа, креваа рака да се бомбардира Ирак 2003 година. Имате верници кои што во црква, го слават Господа, пеат песна, а тие истите работат, например, во ЦИА или во војската и учествуваат во криминалните војни на НАТО пактот. Сега, како е тоа можно, ќе праша некој, па така фино можно е. Кога човек еднаш ќе научи да не го почитува Господа, да не ја твори неговата волја, туку да си тера по свое, а пак ќе се биде верник, ќе исповеда вера, ќе оди во црква, тогаш од тоа малку, од тоа јаболко, ќе може да се отиде најдалеку, во најтешки беззаконија. И овие евреи се заколнале со ѓаволскиот пост, така ќе се вика оваа проповед, ѓаволскиот пост. Мислам дека таков наслов до сега немав. Се заколнале, се заветувале на ѓаволски пост. Нема да јадеме и нема да пиеме, се додека не го убиеме Павла. Што станало со овие верници, не знам. Не кажа Библијата. Не знам дали го одржале ѓаволскиот пост. Бидејќи апостол Павле, да, како одржале, значи дека умреле од глад. Апостол Павле не загинал од нивна рака, туку безбедно, иако тука Господ искористил една интересна ситуација со неговиот внук од сестра, да не ги читаме тие детали, че Павле имал сестра во Јерусалим и незиното дете, синот, го известил Павла за, од некаде чул малиот, и го известил Павла за тој заговор на јудејците за ѓаволскиот пост.
ако го одржале тој пост, умреле од глад. А ако го прекршиле, тешко нив, бидејќи знаете што пишува Мојсеевиот закон за некој што ќе се заветува било што, а според законот, а не го исполни. И во едниот и во другиот случај проклет. Зошто толку многу јудејците го мразеле Христа и ги мразеле апостолите? И го мразеле Евангелието? И не да, зашто таков Месија, и сега че чекаат уште 2000 години се чекаат да им дојде Месија. Зашто ваков Месија не им се допрега. Сакаат Месија по својата волја. Така како што сакаат некој нов Бараба, таков мнозина и евреи, и христијани, и муслимани, таков ќе добијат. Само тој се вика Звер, тој се вика Антихрист, и веќе денешниот јудаизам и отворено поврзан со Ватикан и целата светска масонерија. И мнозина веќе не водат грижа ниту за својата вера, туку едноставно се ставаат под заповедта на Зверот да ја вршат неговата волја. Кога тоа го прават големи цркви и големи држави, не е ништо чудно што тоа го прават и овие нашиве квази држави овде на Балканот. После поделбата на последната држава на овие простори, баш држава, Југославија. Ке продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.